Почитувани мој, добар ден. Вие сте со Црвена линија во ова петочно издание, последно за оваа работна недела. А на самиот старт ќе ве информирам зашто треба да бидете подготвени, бидејќи очекувам и од вас една жешка и интензивна дискусија, јавувања секако, бидејќи ќе зборуваме за нешто што може би сепак болно во нашата земја, а тоа е состојбата во образованието. Нема сведителства, нема учебници, нема тоалети сапун во училиштата, нема струја во студентските домови, нема студентски оброк, ама имаме Министерство за образование. Премиерот Ковачевски во Обединетите нации квалитетно и достапно образование за сите. Дали воопшто се вложува во образованието? Тоа е она за што ќе зборуваме со вас, а секако ќе ве потсетам дека треба и да гласате, односно да кажете ваш став и мислење на денешната анкета која што е објавена на нашата Инстаграм страница Црвена линија. Заследете не и еве, одговорете ни на денешното прашање. И треба ли на Македонија вакво образование? Одговарате со да и не, а резултатите стандардно ќе ги објавиме некаде по рекламите. Црвена линија воедно сите оние кои што ќе се вклучат во денешната дискусија ќе ги праша треба ли да се укине субвенционираниот студентски оброк. На самиот почеток одиме со нашата денешна гостинка во Црвена линија. Верувам дека веќе ќе имаме на линија онлайн магистар Моника Зајкова, која воедно е пратеничка и подпредседател на Либерално-демократската партија. Ако ја имаме Моника, ние сме подготвени секако да започнеме со разговорот. Моника, големо благодарам пред се што еве изразивте желба и ќе се вклучите во Црвена линија за да ни ги дадете одговорите на прашањата кои што ги имаме на тема субвенционирани студентски оброци. Се надевам дека добро се слушаме. Да, јас ве слушам добро, се надевам дека ќе добро ме слушате. Така. Време е да почнеме, нема да ве задржуваме премногу, бидејќи сакам да им даеме предности на гледачите. Првото прашање за вас е: временската рамка за изготвување на предлог законот за субвенциониран студентски оброк истече. Студентската година почнува во октомври. Каде запна работава? Тоа е тоа што ве прашувам. Моменталниот закон за субвенциониран студентски оброк се однесува конкретно на актуелната студентска година. Измените, дали се слушаме, бидејќи јас... Да, одлично ве слушаме, продолжете, ве слушам. Измените се однесува, знаете, се измени првичниот концепт на законот, од закон кој што требаше да воведе всушност системска имплементација и студентите на вистина да имаат здрав студентски оброк. Измените носеа исплата на парични средства на трансакцијската сметка на секој студент, под изговор дека станува збор за закон кој што ќе важи само додека трае пандемијата. И законот актуелен има преодна одредба која што важи до почетокот на оваа академска година, што значи дека со почетокот на академската година се враќа првичната концепција на законот, односно користење на здрав субвенциониран оброк, а не финансиска поддршка која што студентите користеа за други намени, а не само за оброк. Јас и тогаш алармирав дека се руши првичната перцепција, односно тенденција на законот и дека доколку сакаме може да им дадеме финансиска помош на студентите за да се справат со пост-ковид пандемијата, но да го задржиме системот на оброкот кој што со години функционира во Словенија. И сега второто и последно прашање ќе биде системското решение кое го предложивте во 2020 година по урнекот на Словенија, кое што впрочем и пред малку ја споменавте, одлично звучи, одличен е, но над 30.000 студенти додека чекаат да се изгласа измената на законот, прашуваме ќе останат ли без овие субвенции за студентски оброк, бидејќи годината е пред самиот старт. Знаете како измени на законот ние се уште немаме. Јас
стапи во контакт со Министерството за образование и наука, да алармирам дека ќе се соочиме со проблем, бидејќи не знаеме дали ќе остане важноста на овој закон, односно ќе се исплаќа парични средства на трансакцијската сметка на студентите, или како што е важи предната одредба и е истечен тој концепт на законот, ќе воспоставиме систем да го имплементираме првичното законско решение и навистина да овозможиме здрав студентски оброк. Во понеделник треба да имаме средба со министерот за образование и наука и конечно да пресечеме на каков начин ќе се имплементира овој закон понатаму. Јас искрено би сакала да ја имаме првичната концепција на законот, што сметам дека е многу подобра и многу системски подобро може да функционира и да не ги оставиме студентите без паричните средства кои што се наменати за оброк. Благодарам многу што ја прифативте поканата од Црвена линија и гостувавте и ни ги дадовте одговорите на прашањата кои што ги имавме за вас. Се разбира, се надевам дека во некоја наредна прилика ќе ме вклучиме и ќе имаме позитивни вести кога станува збор за условите и она што е неопходност за студентите кои што сепак ги имаме во голем број. Благодарам уште еднаш. Благодарам многу за поканата и студентскиот оброк е широка тема, се надам дека ќе имаме прилика пошироко да дебатираме. Ви благодарам. Ви благодарам уште еднаш, а секако вас, драги мои, сега веќе ве подготвувам за дискусијата. Особено и ве апелирам до оние кои што се и студенти и се разбира оние кои што се директно засегнати од се оно што генерално се случува кога веќе зборуваме за состојбата и во образованието, во училиштата. Клучете се во ова денешно издание на Црвена линија. А сега во продолжение ќе пуштиме и еден прилог кој што одеше на 20 овој месец. Го подготви нашата колешка Нина Стефанова, па погледнете. Every single person in this room knows education transforms lives, economies and societies. But we also know we must transform education because education is in a deep crisis. Instead of being the great enabler, education is fast becoming a great divider. Додека генералниот секретар на Обединетите нации Гутереш апелираше до сите земји да направат приоритет за повисоки распределби на средствата за унапредување и подобрување на условите за образование. Сојузот на средношколци со свој апел до надлежните институции. Например, во натрешноста на земјата знаеме дека имаме големи проблеми со насушната училишна инфраструктура, како изгледа зградата, дали се учениците безбедни средени, па натаму тоалетите или нивното отсутство. Исто тоа што се случува во некои училишта во Скопје, значи државен е проблемот, не е само за одреден регион. Во своето обраќање на самитот за трансформација на образованието, премиерот Ковачевски забележа дека Македонија се солидаризира со демократскиот свет и се приклучува кон заложбите за одржлив развоен систем и висок квалитет, дигитални компетенции и инфраструктура. За Павиќевиќ ваквите заложби се навистина важни, но треба да бидеме свесни дека голем број средношколци во моментов се соочуваат со уставен проблем, доколку се има предвид дека согласно уставот секој има право на образование. Стари учебници каде што недостасуваат страници, цели поглавја, искинати се, не кохезивна единица веќе учебникот, понатаму комплетно отсуство на учебници по некои предмети. Сега се создава проблем во отсуство на целосно дигитален учебник или во целосно хартиен систем, некаде во лимбото на средина, се создава проблем со тоа што ако хартиениот учебник е лош, ќе треба приватно да се печата, да се прават скрипти или да се копираат дигитално преку фотографирање и скенови, што не е дозволиво. Според Министерството за образование, спроведена е јавна набавка за откуп на тиражи согласно потребите на гимназиите. Дел од нив веќе се дистрибуирани до училиштата, дел од учебниците пак ќе се дистрибуираат до 20 септември. А сега е време за вас. Го имаме и првиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Да, добар ден. Секој добро? Па еве ве прашуваме веднаш, веднаш ве прашуваме, Црвена линија, треба ли да се укине според вас субвенционираниот студентски оброк? И второ важно прашање, дали воопшто се вложува во образованието онака како што треба во земјава? Не треба да се укине субвенционираниот оброк? Дали биле пари или било оброк, тоа не е битно. Треба на студентите да му се помогне од секоја позиција, а не да се укинува
оброкот или да не му се дават субвенции. И сега за второто прашање, што ми кажате дека дали се вложува доволно во образованието. Јас се надевам дека овие 4 години почува да се вложува, али предходните години кои поминаа не се вложуваше ништо, да ви кажа право. Немаше ни учебници, немаше ни скрипти, немаше ништо. Сега полека образованието се дига нагоре. Сега имаме и недостатоци, затоа тие недостатоци тука е Министерство за образование и наука да ги отклони и да ги направи онака како што биле и пред 15 години. Да биде образованието на еден висок стил на образование, а не да биде на некој начин само потурнато под тепик, да кажеме дека имаме добро образование. Немаме добро образование. Затоа јас го повикувам министерот за образование и наука да подхитно ги преземе сите конкретни мерки и чекори, да го стави образованието на прво место, затоа што образована нација, образована држава ќе биде јака држава во Европа и во светот. Ви благодарам многу. И јас ви благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Следните 90 секунди одат за новиот гледач. Добар ден. Добар ден, се надевам дека се слушаме. А јас се надевам дека и не мора веднаш да напоменам да се намали тонот на ТВ приемникот со оглед на тоа што тоа е задолжително, социјалтехнички подобро да се слушнеме доколку зборувате само преку слушалка. Ке се обидам уште еднаш. Добар ден, дали имаме гледач, дали се слушаме добро? Здраво. Здраво, секој е добро, Црвена линија. Па вака сега, нема смисла да не се укине оброкот, студентскиот оброк. Значи испаѓа работава дека не треба да се субвенционира, бидејќи ако се субвенционира, па ќе нема за овие усобрание од тие стековите постоја. Што ќе јадат они тамо? У влада, што ќе јадат? Жал му е. Нема смисла луѓето таман видите какви овои шии, какви вратови направија, какви добри подошњаци направија и сите тие работи. И сега да ти го субвенционира студентот. Студентот гладен ќе си биде. Како он што студира мора да биде гладен, али ти у влада мора да ги раниш, да ги поиш, да ги облекуваш. Гревото се тие студентиве кои ги стриже. Нормално ствар, што казам, употреби против власта. Значи, студентиве треба да си го добиват она што си го заслужиле, а и кој што гледав, без ќе мора да учат од скрипти, бидејќи учебници нема книги за нив. И од скрипта значи дека давање пари од свој джеп, а да знаеме како функционираат професорине. А и треба ли на Македонија вакво образование? Тоа е нашето денешно анкетно прашање. На Македонија и треба ли вакво образование? Ова е бош образование, нема. Претпоставувам дека одговорот беше не. Евидентирано ќе ве потсетам, следете не на и социјалните профили, најнапред Црвена линија на Facebook, се разбира на Twitter и особено веднаш следете не на Instagram, бидејќи во моментот имаме анкета на која што очекуваме да го дадете вашиот одговор. Одиме со нов гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам, па еве ве прашуваме треба ли да се укине субвенционираниот студентски оброк? Ни случајно не сме да се укине, значи и треба мое размислување да биде даден во бонови, така да секој да ги користи тие бонови, да значи ако му се даде во парична средства, може да отидат и за цигари. Затоа мое размислување да му се дава во вид на бонови на сите студенти, со тоа ќе му се помогне буџетот нивни, значи и ќе се помогнат родителите да имат помали трошкови во однос на тоа. Иначе за образованието да го фалам нема да го фалам, да го кудам нема да го кудам. За разлика од оно време кога некогаш ние учевне, значи ние фактички немаме никаква помош, но сега еве да речам, му се дава книги бесплатно, компјутери, лаптопи и што не. Само волја да се учи и да бидат подисциплинирани нашите ученици, да ги искористат сите можности и средства кои што му се нудат, но не и да прават значи оно што не треба. Посебно ќе спомна оно што беше вчера, тоа е за осуда да се тепат сами меѓу себе учениците. И затоа мислам дека некој треба да поведе поголема
повеќе ред и да ги заштитиме децата, да ги упатиме дека оно што чини, оно што не чини да не го прават. А кај нашиве деца ми се чини дека 80% прават оно што не треба, помалку обрнуваат внимание и за нив оценките се единствена мерка за да може да оди понатака. Благодарам многу. Секако ќе ве потсетам да не следите до крајот на ова издание, бидејќи имаме гледачи, ќе ги охрабрам сите оние кои што можеби досега не се јавиле во Црвена линија да го направат тоа, а можете и ве од директно свое искуство да пренесат нели каква е состојбата и не само во однос на субвенционирањето на студентските оброци, туку и генерално во училиштата. Добар ден. Се надевам дека се слушаме. Добар ден. Имаме некого на линија, но еве по кој знае кој пат, но тоа мора да се прави. Подсетувам дека треба да се намали тонот на ТВ приемникот на 0. Зборувајте исклучително преку слушалка со мене. Дали сега ќе имаме успешна конекција? Добар ден, Црвена линија. Така, имаме некој на линија, но најверојатно не слуша и веќе подсетам за сите оние кои што ќе се вклучат на 02-307-6677. Задолжително веднаш намалете го тонот на ТВ приемникот и зборувајте само преку слушалка. Црвена линија и ново добар ден за нов гледач. Добар ден. Добар ден, одлично ве слушам. Добре ни дојдовте во Црвена линија. Па веднаш прашањето и до вас, треба ли да се укине субвенционираниот студентски оброк? Имам еден мој предлог, личен. Мислам дека и на државно ниво ќе биде прифатен. Не да се укине студентскиот оброк, субвенционирање, туку оброкот и храната што се користи во собранието или во владата да се подели на студенти. Да, вчера, докато не следивте, објавивме кои се цените таму на нивното мени. Не, цените нека си ги плаќат тие за кои што се навикнале. Студентот нема што да плаќа. Нема што да плаќа. Студентот е иден граѓанин на држава кој што ги брави интересите на државата. Затоа е учи, затоа е студент. Мислам, смешно. Толку од мене, мислам, ова на нема никој да Македонија го и треба ли прифати. вакво образование? Еве, тоа е нашето денешно анкетно прашање на Инстаграм, како ќе одговорите вие? Како рековте, извинете? На Македонија и треба ли вакво образование? Образование во однос на што образование? Дали на Македонија и треба вакво образование во форма во какво што е во моментот? Нажалост не. Така. Благодарам многу што се вклучивте во оваа дискусија на Црвена линија и вам ви посочувам да не следите до крај, бидејќи имаме голем интерес, а веќе ќе слушнеме и ново видување од нов гледач. Добар ден од Црвена линија. Ало, добар ден. Секој е добро. Па еве, и вас ве прашуваме, треба ли да се укине субвенционираниот студентски оброк и дали на Македонија и треба вакво образование? Студентски оброк имало и треба да има. Само семејствата и студентите кои го користеле знаат колку е тоа потребно. Не само кај нас, туку секаде низ светот нештото постои и не гледам зашто не би постоело и зашто не би го имало. Во поглед на образованието, не е секогаш само до системот и до поединците, како наставници, така ученици, така родители, така да секој треба да тргне од себе и треба да биде свесен дека е дел од кринџерот за нешто да функционира. Свесни сме дека државата прави големи пропусти, меѓутоа свесни сме дека и поединците ги користат тие пропусти, па после резултатот е онаков каков што е. Еве, како коментирате тоа што нема свидетелства, еве забележуваме, нема учебници,
долги години, еве, од информации од родители велат дека на своите деца како ученици им испраќаат да си носат со себе тоалетна хартија, сапун, брисач. Му испреќам јас на моето дете, негрижата околу немање свидетелства, да, во прв поглед е нешто за кој треба да се грижи државата, меѓутоа со таа држава на раководни позиции, нели, се поединци. Нивното одговорно или неодговорно однесување во други држави на некој начин се казнува. Бидејќи овде такво нешто не постои, резултатот е... Благодарам многу, цениме тоа што еве се вклучивте во црвена линија и продолжете да не гледате. А еве и зошто, бидејќи имаме нов гледач, па да видиме какви коментари и искуства има гледачот кој што ќе го вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Одлично ве слушам, добре ни дојдовте во црвена линија, па еве, дали на Македонија и треба едно вакво образование и дали треба да се укине оброкот студентски? Баш прекрасно и прашањето се на место, тоа го чекам оддавна. Пробував во некои директни емисии, едно друго не можев да добијам. Па вака, не да треба ова и тоа е премалку веќе со овие примања што ги имат родителите и студентите како студенти и така. Свесни сме и ние родителите и студентите се уште посвесни, веќе гледаат како светот инвестира во студентите. Во овие да не речам големи мозоци, нели, како да кажам, тие што да се трудат да гледат да ги остават децата да останат во својата држава. Тие со тие работи ги уште повеќе препадуваат или уништуваат на еден начин, ги прогонуваат од својата држава. Значи, јас имам лично искуство. Мојата ќерка прва година студент со 10-ка. Јас и мајка и вработени, осигурани на минималец. Значи, втора година ја следува стипендија. Пак со 9,80, 10-ка. Значи, се мејлови праќа и оттаму и враќаат како одбиена по автоматизам. Се јавувавме безброј пати втора година, одбиена 5 пати. Трета година со 10-ка. Исто, поднесува мејлови, одбиена по автоматизам, одбиена со изговори таму. Директ се јавувавме и ние како родители и девојчето. Благодарам најнапред што се вклучивте. Ќе потсетам да имавајте на тајмерот 90 секунди, затоа и можете да го гледате со цел да си го мерите времето. На гледачот му се заблагодарувам. Тоа на што сакаме да слушнеме, тоа се вашите не само мислења, туку и директни искуства. Одиме со вклучување на нов гледач. Добар ден. Добар ден. Се надевам дека се слушаме. Да. Одлично. Во црвена линија сте, денеска зборуваме на тема образование. Да, што имам студент, значи во Скопје, на медицина. Така? Јас мислам дека студентскиот оброк не само што го зема до сега по 2300 денари, треба да им се качи студентскиот оброк, а не да им се земе и тоа право. Затоа што ние сме со минимална плата на 18.000 како може да преживее, да кажем, 4-члано семејство? Што прво, дали студентот да го држуваме, дали да плаќаме сметки или за домашни потреби? Со оглед на тоа дека имате студенти, дали се вложува доволно во образованието, се стимулираат ли студентите кои што покажуваат одлични резултати? Еве сега ќе пробам со овие да земам стипендија некој ако може. До сега значи немаше ништо детето. Се беше на мој трошок, со кредити во банка. Сега ќе пробам да земам некоја стипендија ако може, што рече претходниот гледач, одбиен си по авторитизам, не знам таму што, и следува, ама си одбиен. Значи исполнета квота, не знам што. И сега ќе пробаме така да видиме. Ама мислам дека А колкав е просекот, ако смееме да прашаме? Како? Колкав му е просекот? Верувам на вашиот син. Сега моментално ја мислам дека испод 8 не е, после 8, 9, 10. Така. Е така. Благодарам многу. Факултет. Благодарам многу, цениме за тоа што се вклучивте во црвена линија, тоа на што го очекуваме од вас. И одиме веднаш со нов гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Вие сте во црвена линија.
Да, сега зборев пред малку, нели со овој случај, Так, продолжи. ме прекинавте, не знам дали линијата или што. 90 секунди е, па внимавајте на тајмерот. А е борет. Па и така, само да се докажам околу ова што ти реков за девојчето за одбивање за втора година стипендија ја одбија, трета година ја одбиваа стипендија, не им дадоа и за на крај ми се добив телефонско бројче од вработена директ во Министерството за образование, нема веза, албанка беше жената, таа се избори да добие и за втора и за трета година. Со изговори на цела комисија таму, одбиена по автоматизам, одбиена по автоматизам. Кој е тој автоматизам? Таму почна да ме убедуваат, па системот е таков. Кој е бе тој систем? Каков е тој систем во оваа држава? Одбиена 20 пати на 10 со 10 резултат. Ние на минималец. Па немат ли таму правилник за работа? Немат ли правилник како, на кој начин, кои документи треба да ги поднесеш да добиеш стипендија? Уредно поднесени мејлови со сите документи. Кога виде таму председателката на комисија, се зачуди. Не ми е јасно, вика како. Еве како. Така викам. 2 години ја одбиваат за добиената стипендија. Секако ќе искористам можноста да ни дадете одговор на анкетното прашање на Македонија и треба ли вакво образование, да или не? Да, и треба, ама не им треба вакво Министерство за образование. Во ред. Благодарам многу. Ете, убав пример да видите доколку нели го надминете времето 90 секунди, секако обидете се повторно, ако имате, се разбира, желба и можност да се доискажете во наредни 90 секунди. Почуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден и убав среќен ден вам и на вашата екипа. Вака, па каков е тој систем нивни што не работел? Какви се тие образовани тамо што прават и што са за школство, што се тие чаушите тамо? Или чекај, ја ќе те одбијам, ама ако им тутнам некоја динарка тамо, ако ви кажам јас за онај, како се викаше, Клусев, што му направил лично студентот, му лупнал 100 марки и положил 10, а после се вратил тој и рекол, знаете колега, јас имав тамо 100 марки и му ги дал. И што е тоа? Сам се засрамил. Е, вакви сме ние. Само сам рушпетите. Сегде син керко, ако не пружиш, ништо не добиваш. Толку а еве според вас дали треба да се укине субвенционираниот студентски оброк? Не. Тоа би било се? Не. Ви благодарам што ни дадовте одговор на денешното анкетно прашање. Ве потсетувам, не заборавајте во овој момент сите вие кои што сакате да дадете одговор на ова прашање, да не заследите на Инстаграм, таму е веќе активна на стори нашата анкета. Одговарате со да и не. Ние одиме со гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам? И вам исто. Па еве, ве прашуваме, треба ли да се укине субвенционираниот студентски оброк и дали на Македонија треба едно вакво образование? Образование на Македонија треба, ама не вакво како сега што е. Што си налагат волја министрите за образование, срамота. Сакат онлайн да не треба. Тие родители што не работат, каков онлайн треба на тоа дете му одведе соба да учи, да компјутер треба, топло треба. Откаде тие родители ќе обезбедат ако седу еднособен стан или една куќа држен на соба 2? Како размислува така онлайн? Зашто прво првенствено треба на школите да се даде топлото? Каде е таа држава со образованието треба? А не да ми пуштат бугарски факултети. Извините. Факултети во Свети Николе. Со исто име и презиме учим. Не било бугаризација, шо било та не било тоа. Книги бугарски да примаме тука. Срамота. Извините. Нема проблем. Сум многу возбудена, само во е срамота. Кој премиер го дозволува тоа прво? Кој премиер дозволува бугарски книги тука и бугарски факултети? Срамота. Срамота е во, нема го никаде. Зашто?
Благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Само ќе ве потсетам за да бидете што повеќе информирани брзо и целосно. Не заборавете да кликнете на telma.com.mk. Пред 2 часа објавена и вест на профилот на телевизија Телма на Facebook. Синдикатот на УКИМ на чекор пред штрајк. Ет, така изгледа оваа вест, се разбира. Нашата тема ја објавуваме и на профилот на телевизија Телма на Facebook. Одиме со гледач. Добар ден. Добар ден, госпоđo. Добар ден, господине. Добре ни дојдовте во Црвена линија. Добри сте? Добри сме. Се надевам и вие. Да ви кажем за субвенции во Швајцарска, како е? За студентски оброк и студенти? Како е во Швајцарска? Ако е добар студент, ако има 10 студентот, може да му се дават. Али вака не. Не разбираш што сакам да кажам. Како изгледа процесот таму? Доколку студентот има просек 10? Ако е добра студентка или студент, општината му дава субвенции. Општината му дава субвенции. Так. И да полагат да иде, што далje да иде, ако му иде школата. А иначе ваке, зашто да му давате? Због чега да му давате? Кажете ми због чега. Да иде напред. Еве слушнавме искуства. Слушнавме искуства каде што имаме студенти со 10-ка просек. Само имам ја една снаја имам во Швајцарска што учи. И ако е со 10-ка со добро, општината му дава субвенции. Да иде напред. Му има дајно 14.000 франака. Не, 40.000 франака, извините. Так. И за да иде напред она. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Тоа она што бараме, ваши искуства, не само мислења, и се разбира, може би имате и некакви идејни решенија. Како до подобро квалитетно образование и се разбира потикнување на оние кои што се врвни ученици, студенти, средношколци и така натаму. Добар ден. Ало. Се надевам дека добро се слушаме. Вие сте во Црвена линија. Да. Да, па еве, што ќе кажете во однос на темата? Во Менза, со се беше обезбедено. Се беше обезбедено. Вака родителите беа сместени спање и храна и се. Сега ги понижава студентите, уценуват ги. Какво е тоа образование да не можат цела година да дадат свидетелства на учениците? Сакам да ви наведам личен пример. Едната снашка е магистър за Одолеска, другата заврши како студент на годината. Беше у Скопје кај председатело. Чека 10 години, 11, партиски другите ги примат они се да дома. На шо личи тоа? Седат таму министри со купени дипломи. Ке го нагласам Адеми седе со министр со купена и ред други пуно има таму. А еве, сметате ли дека на Македонија треба вакво образование? Тоа е нашето... Не треба вакво, треба по-добро образование. Не треба вакво, треба и убаво образование. Да се плаќат и учителите, и наставниците, да имат волја да го учи тоа дете. Сите сме били ученици, сите знаеме како беше, а сега како е. Ке го уценува со 5%, еве како министерката што не нас уценува пензионерите со 5-6%. Срам да му. Во на шо личи, во го нема, никогаш не е било. Беше сиромашна Македонија, па не беше вака. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Ќе ве потсетам дека нашата тема е објавена и на профилот на телевизија Телма, како што впрочем правиме и со сите теми. Има доста коментари. Ќе ве прочитам неколку. Се разбира, ќе одиме со коментарот на Гоце Василевски, кој што вели барем дипломи имаат напреток. Спаса Калачевска вели каков министер и премиер, такво за жал и образование. Оно е само дел од многуте коментари кои што се појавија на профилот на телевизија Телма на Facebook на темата на Црвена линија. Одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија.
И се разбира, еве, одамна не сум рекла да се намали тонот на ТВ приемникот и се надевам дека многу брзо за некоја секунда ќе речеме успешно добар ден и ќе се слушнеме со гледачот кој што сакаме да го вклучиме во црвена линија. Добар ден! Тогаш одиме со реклами, земете здив па се враќаме на резултати од анкетата. Време е да ги соопштиме резултатите од Инстаграм анкетното прашање на црвена линија кое гласаше и треба ли на Македонија вакво образование. Со да одговорија 0% и со не 100%. А, драги мои, тука е и крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Имајте ми прекрасен викенд и секако не заборавете да ја следите програмата на Телма телевизија. А ние се гледаме во понеделник во истото време. Довидување.